Поздрав до сите. Посебно сакам да го поздравам присуството на заменик председателот на владата задолжен за економски прашања, господин Танџичев, и министерот за економија во владата на Република Македонија, господин Крешник Бектеши, кои што денеска на ден пред влегувањето на во владина и собраниска процедура на програмата и законот за инвестициона активност, кои што се многу значајни документи за нас како бизнес заедница, се одважија да дојдат тука на последни консултации да ги слушнат нашите мислења, иако расправата на ЕНЕР трае до утрешниот ден. Така да ние денеска од нив добивме гаранција и правилни информации како ќе се одвива текот на таа работа. Вие знаете дека во четвртокот го повикавме и раководството на ВМРО да го замолиме да не се блокираат тие закони во собранието, што е многу значајно, затоа што ние долги период, 6 месеци, сме на терен околу оваа иницијатива, која што добива масо поддршка во компаниите во Република Македонија, и ние не можеме да дозволиме тоа да од блокада не може да биде донесен законот и да целата програма и законот не станат оперативни, затоа што тоа ќе има финансиски импликации кај нас. Она што го добивме од заменик председателот и од министерот денеска како информација е во наш интерес, тоа значи дека има максимално единство постигнато околу тоа прашање. Тоа води наредната седница на влада на Република Македонија и понатака во собраниска процедура. Завршните сметки се готови со 28, а оперативни се и финансиските средства во буџетот на Република Македонија за таа намена, така да ако се земи дека сите три услови се исполнети, ние можеме да очекуваме една брза постапка во која што компаниите ќе бидат поттикнати да инвестираат и да испорачуваат нови вработувања. Уште една последна реченица, ова е едно барање на Стопанската комора како најголема бизнес заедница која се влече од 2010 година. Конечно со ова влада доби некаков облик кој што се преточи во закон и ние долго чекавме и сега не сакаме да испуштиме таа шанса. Максимално ќе поддржиме програмата, максимално ќе поддржиме донесувањето на законот и максимално ќе поддржиме имплементацијата, ќе се вградиме сите во нејзе, затоа што по последните пресметки што ни ги соопштија денеска важните соговорници кај нас, околу 8.000 компании ќе земат учество во овие постапки, а тоа е сериозен импакт за економијата во Македонија во овој момент и за клучните наши барања за развој на индустријата и извозот и за нови вработувања, што е исклучително важно во овој момент. Стартуваме во период според нашите сознанија во кој што во ниеден сектор немаме проблематична ситуација, така да ситуацијата и покрај кризата која што долго трае и покрај кризата која што траеше во Македонија, јас не можам да набрам еден сектор во овој момент што се наоѓа во неповолна позиција, така да и тоа е добра стартна основа да фирмите можат да го искористат тој капацитет и да влезат. Уште еднаш да се заблагодарам на соработката и на времето издвоено за тука кај нас, на двајцата важни соговорници. Ако има нешто, повелете. Денеска сме во Стопанската комора на Република Македонија, заедно со мојот колега од владата, министерот за економија, господинот Крешник Бектеши, со кој што заеднички го подготвувавме законот за економски раст во Република Македонија и поддршка на индустријата. Овој закон уште неколку дена, поточно до среда, ќе биде поставен на ЕНЕР, на електронската платформа на владата на Република Македонија. И во таа смисла денеска дојдовме да направиме завршни консултации со стопанствениците околу нивните забелешки, околу нивните водувања на законот и да тој текст го подобриме колку што е можно повеќе во прилог на економијата и во прилог на развојот на индустријата. Слушнавме неколку корисни забелешки и досегашните забелешки преку јавните дебати кои што траеа уназад 6 месеци беа вградувани во овој закон и ценам дека конечно добивме текст кој што ќе биде применлив, лесно имплементирачки и кој што ќе даде резултат на развојот на економијата во Република Македонија. Јас за сега би кажал толку, а доколку има прашања би додал и повеќе.